Сеново има неколку станици кои што го мерат квалитетот на воздухот, од кои едната, таа што е под надлежност на Министерството за животна средина, која што се наоѓа во кругот на средното училиште, некое време не работи, а внимавајте, случајно престана да работи кога почнавме да бележиме рекордно на ниво на загаденост. Имаше една граѓанска иницијатива која што се обиде да пушти писмен допис, јас можам да го извадам и да ви го дадам, до Министерството за животна средина, од каде што беше одговорено дека се расипал некој дел и дека минатата година се распишала јавна набавка, се распишал тендер за набавка на тие резервни делови кои што чинеле многу скапо и кога ќе се набавиле тие резервни делови, станицата ќе била направена. Ниту тие делови се набавија, а ниту па станицата се направи. Понатаму, кажувате дека животната средина е една од стратешки важните работи на новата влада, тоест на владата за новиот буџет во 2021 година. Тоа не е така, согласно бројките, ќе ми дозволите да прочитам неколку бројки. За животната средина намалени се средства од износ од 93 милиони денари, помалку, односно 9,5% од првично планираниот буџет за 2020 година. Во програмата ЕС за унапредување на животната средина намалени се 6,7% или 21 милиона помалку, а во категоријата за аерозагадување има 20 милиони денари помалку. Сега да го отвориме сите тука што сме присутни, оние кои што не следат, на агрегаторот time.mk, grid.mk или тие другите, без малку да нема вест каде што Скопје е едно од најзагадените градови, а исто и градовите на Републиката. Понатаму, вака века. Програма 2, заштита на животната средина, подпрограма 2.1, инвестиции во животната средина 100% помалку. Чистење на депонии 43% помалку средства. Мониторинг и заштита од аерозагадување 100% помалку. Понатаму, заштита на води 100% помалку, ама има зголемување во ставката за купување на мебел од 4,51%. Понатаму, тоа што го кажувате вие за пренесување на средства во локалната самоуправа, апсолутно нема никаква врска со ова што го бара колешкава. И ние не сакаме да ги зголемиме или дислоцираме средствата за да се зголемат или некаде да се намалат, туку е реален проблем. Сега, освен тоа што колешката во оваа година, извинете колешке, нема да видите мерна станица која што ќе го мери загадување на воздухот ниту во Драчево, ниту во другото место, уште повеќе, ниту јас нема да видам како се прави мерната станица за мерење на загадување на воздухот, која што директно е од Министерството за животна средина. Но сепак има луѓе кои што автохтоно сакали, направиле проект за мерење на загадување на воздухот, тоа е апликацијата Мој воздух. Таму ако отворите, таму пишува една локација Ѓорче полициска станица, ќе видите дека во добар дел од неделата ние сме позагадени од Ново Лисиче. Ама кога ние како граѓани сакаме да го администрираме тој проблем, ни велат ова е приватна мерна станица, некој може да си ги штелува, а таа државната не ви работи. Па сега како да го решиме овој проблем? Еве, сакаме да го решиме со колешката, во амандманите пуштавме, тука имаше дискусија и навредување, еве во амандманите за новиот буџет, овој проблем не е решен. Уште еднаш ќе апелирам на внимателно комуницирање со бројките, затоа што тука има луѓе кои што добро ги познаваат. Благодарам.